Здраво на сите, јас сум Весна Мицајкова и го снимам ова видео за да ви го презентирам мојот курс за финансиско планирање и предвидување. Овој курс го направив за да ве научам како да вршите финансиско планирање во едно предпријатие. Целокупната состојба на предпријатието и целокупното негово работење е презентирано во финансиските извештаи билансна состојба и билансни успех и поради тоа процесот на финансиското планирање ќе го изучуваме преку изучување на постапка за изработка на планови на финансиските извештаи, билансна состојба и билансни успех и на не помалку важниот извештајот за парични текови. Курсот ќе го започнеме прво со изучување на техниките за финансиско предвидување. Статистиката како наука предвидела повеќе квантитативни техники за финансиско предвидување. И во склопот на овој курс ние ќе изучуваме 3 квантитативни техники за финансиско предвидување. Сите оние кои што учеле статистика, верувам дека знаете дека тоа е наука која што обременета со голем број на комплексни математички операции и формули. Ние тука нема да навлегуваме во математичкиот дел на статистиката, туку ќе искористиме софтвер за да ни го заврши тој математички дел за нас. Односно, техниките за финансиско предвидување ќе ги изучуваме со помош на Excel програмата. Исто така ќе ги искористиме и статистичките мерки за да утврдиме која од различните видови прогнози што сме ги направиле, статистиката смета дека има најголема веројатност да биде точно. При изучувањето на постапката за изработка на проформа финансиските извештаи, значи проформа е терминот за планирани финансиски извештаи, ќе започнеме со потврдување секако на содржината и структурата на финансиските извештаи и ќе обрнеме внимание на нивната меѓусебна поврзаност. Бидејќи меѓу билансот на состојба и билансот на успех има неколку врски кои што ние мора да ги знаеме и да ги земеме во предвид при изработката на финансиските планови. Самата постапка вклучува неколку чекори и при тоа ние ги учиме конкретно како да предвидуваме секоја поединечна ставка на финансиските извештаи. При тоа, кога станува збор за билансот на состојба и билансот на успех, сите билансни ставки можеме да ги поделиме како билансни ставки кои што зависат од продажбата, односно од приходите од продажба, и билансни ставки кои што не зависат од приходите од продажба. За предвидување, односно планирање на билансните ставки кои што зависат од приходите од продажба, ќе користиме 3 различни методи, а останатите билансни ставки ќе ги предвидуваме врз основа на факторите од кои што тие зависат. Кога ќе научиме целата постапка, како последен чекор, составен чекор, нејзин составен чекор, ќе биде анализата на сензитивноста на планот. Значи, предвидувањето е предпоставка што би можело да биде врз основа на очекувањата во економското окружување и во самото работење на предпријатието. Меѓутоа, економското окружување не е известно. Значи, нашата прогноза може да не се реализира. И затоа ние секогаш треба да направиме и дополнителни сценарија, едно оптимистичко сценарио, каде што правиме пооптимистичка прогноза за нашето работење, а друго песимистичко сценарио. Тоа ни е неопходно за доколку економските фактори во окружувањето се лоши, односно дојдат некои лоши времени, ние да можеме да обстанеме на пазарот и да се прилагодиме на тоа.
А доколку пак дојдат некои поволни околности на пазарот, ние да може да ги искористиме тие поволни околности максимално во наша корист. Курсот е исклучително практичен. Значи, работиме на практични примери цело време и крајната цел е вие да стигнете практични вештини да може веднаш да изработувате финансиски планови на финансиските извештаи на вашето предпријатие. Тоа е тоа што ја сакав да ви го кажам во оваа презентација. Сите останати детали во однос на курсот може да си ги прочитате на веб страницата на Институтот Практикум под описот на курсот за финансиско планирање и предвидување. И секако, доколку имате дополнителни прашања, слободно контактирајте на контакт информациите, ќе може да ги видите на веб страницата. Поздравте сите!